По долги и исцрпни преговори во 2016 година во резиденцијата на Европската Унија во Скопската населба Пржино и под покровителство на меѓународната заедница, тогашните власти и опозиција договорија план за излез од политичката криза, предизвикана од масовното незаконско прислушување. Sometimes it takes time. Покрај формирањето на специјалното јавно обвинителство, лидерите на ВМРО, ДПМНЕ, СДСМ, ДУИ и ДПА договорија пред изборите да се формира така наречена пржинска или преодна влада. Во 2018 година Зоран Заев и Христијан Мицкоски се договорија таква влада да има пред секои идни избори за пратеници. Моделот предвидува на 100 дена пред парламентарните избори да се формира кабинет со главна задача да обезбеди услови за фер и демократски избори. Во него најголемата опозицијска партија добива 2 клучни министерски места во внатрешни работи и во труд и социјална политика, заедно со уште 3 места на дополнителни заменик министри во финансии, информатичко општество и администрација и земјоделство. Министрите и дополнителните заменици во овие ресори одлуките поврзани со изборите ги носат со врзани потписи. Преминуваме на изборна влада на Република. А бидејќи годинава изборна, на 28 јануари беше изгласана и конституирана третата поред техничка влада во земјава. Пуна е qeverisë do të bazohet në këto parime. Respektimi i plot i kushtetues dhe ligjeve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përgatitja dhe zbatimi i suksesshëm i zgjedhjeve të rregullta presidenciale dhe parlamentare, të lira, të drejta, demokratike dhe konkurruese në përputhje me standardet më të larta të Bashkimit Evropian, OSBE, ODIHR-it dhe Këshillit të Evropës. Во претходните наврати техничките влади со себе носеа низа проблеми, препукувања и обструкции. Во 2020 година, например, тогашниот министер од редовите на ВМРО ДПМНЕ Наке Чулев беше во отворена војна со техничкиот премиер Оливер Спасовски и со дополнителната заменичка Славјанка Петровска. Се памети и разрешувањето на министерката за труд и социјална политика Рашела Мизрахи, чиј мандат траеше само 1,5 месец, бидејќи држеше пресконференција пред знак на кој стоеше името Република Македонија, наместо новото уставно име. Јас, како председател на владата и оваа влада, нема да дозволиме никој да се поигрува со судбината на оваа држава и со судбината на овие граѓани. Имајќи ги предвид случувањето од претходната техничка влада, беше чудно што првите недела или 2 од започнувањето на работата на актуелната во јавноста немаше поголемо несогласување. Но во сенка на проблемите со замената на личните документи се случи првиот поголем проблем. Министерот за внатрешни работи во техничката влада Панче Тошковски, кој доаѓа од редовите на ВМРО ДПМНЕ, обвини дека владата му гоускратила законското право да изврши 15 разрешувања или распоредување на носители на раководни позиции во МВР. Не му е прифатен предлогот за смена на началникот на СВР Тетово, што според Тошковски фрла огромна дамка на целиот изборен процес. Апсолутно е нејасно, правно неиздржано и никако не може логички да се објасни, освен со некои вакви претпоставки, зошто само СВР Тетово не треба да има двајца началници, како сите други СВР-ња, кои што ќе треба да го гарантираат овој процес. Еве јас ќе поставам прашање. Дали целта на една техничка влада е да се испочитува законот за влада и да се има соодветна гаранција на целокупната територија на Македонија? Или тоа не важи за Тетово и Гостивар, пошто Гостивар влегува под СВР Тетово? Тошковски веќе ги информирал ОПСЕ, ОДИХР и стратешките партнери за обструкциите и вели дека и тие изразиле сериозна загриженост поради немањето правно образложение од владата за одбивањето СВР Тетово да влезе меѓу 15-те смени. Нема никакво правно образложение зошто за владата е неприфатливо да има гаранција на изборниот процес од страна на началник кој што јас ќе го поставам и началник кој што ќе биде поставен од страна на дополнителниот заменик министер само за СВР Тетово. До ден денес немам добиено никакво правно образложение, а ми беше ветено. Но ова е само една од одлуките за кои има несогласување помеѓу министерот и владата. Тошковски обвинува дека му се поништени околу 60 одлуки за поставување на лица на менаџерски функции во управните служби, а кои биле во рамки на закон. Со што вели, владата наместо да ги спроведува законите, работи селективно и по сопствено убедување.
Имено, законот му овозможува на министерот да изврши хоризонтални распоредувања до 10% од просекот на распоредувањата во претходните 2 години. Зошто владата не прифати да биде сменет началникот на СВР-тетово? Каков е ставот по обвинувањата дека му еускратено правото да врши хоризонтални поместувања? Овие прашања ги упативме до адреса на владата. Еве го одговорот што го добивме. Ве информираме дека на отворена владина седница не е дискутирано за прашањето од ваш интерес. Ова би требало да значи дека за ова прашање одлучувано на затворена седница, што владата го користи како покритие да не даде коментар. Минатата недела се појави и сериозно обвинување во друг ресор за информатичко општество и администрација. Дополнителниот заменик министер од ВМРО ДПМНЕ Стефан Андоновски обвини дека во архивата на МИОА се антидатираат одлуки за вработување и за прераспределби. За жал, на 15 февруари, спротивно со уредбата на владата за канцелариско и архивско работење член 15, се архивирани неколку одлуки за преземања кои што се изработени на 15 февруари, а се архивирани како да се изработени на 14 февруари. Зошто е важен овој датум? Затоа што 14 февруари попладното се распишуваат изборите. Со распишувањето, со моментот на распишување на изборите, веќе постапките за вработување во кои што спаѓа и преземањето, мора да се стават во мирување ако се започнати, а нови не се започнуваат. Андоновски вели дека владата на 1 декември минатата година споделила информација дека 2500 лица треба да се вработат или прераспределат во соодветни министерства, но поради обсежните и долги процедури, целта не била постигната за сите. Поради тоа, вели Андоновски, власта прибегнала кон иновативен, но противзаконски начин за предизборно вработување. За вакви случаи станува збор и во различни институции. Например, Министерството за надворешни работи има побарано согласност за измена на годишниот план, но со неодговарање, односно со молчење на администрацијата, во случајот Министерството за информатичко општество и администрација, наместо негативно мислење заради доцнењето, тој всушност добива позитивно мислење заради молчење на администрацијата. А тоа е затоа што според моите сознанија определени предмети кога се добиени на мислење за да истече тој рок од 30 дена се чуваат во нечија фиока во некој од министерствата за да не може да се даде негативно мислење. А токму во ова министерство од почетокот на функционирањето на техничката влада дојде до смена на министерското столче откако се подели партијата Алијанса за албанците. Екс-министерот Азер Алиу, кој во внатрепартиската битка го поддржа крилото на Арбен Таравари, беше разрешен од функцијата. На негово место дојде Наим Бајрами од крилото на Зијадин Села. Го побаравме Бајрами и тој првично се согласи да ни даде интервју, но на само неколку часа пред снимањето го откажа, повикувајќи се на неодложни обврски. Ало, министре, добар ден. Наместо тоа, писмено ни достави демант на обвинувањата на Андоновски, во кој се тврди дека не е запознаен со ситуацијата, бидејќи бил именуван пред само неколку дена. Проверката на факти сепак говори дека Бајрами станува министер на 12 февруари, пред датумот на злоупотреби за кој обвинува Андоновски. Ова е внатрешно прашање во Министерството, а имајќи предвид дека сме во предизборен процес, не сакаме да дозволиме да се манипулираат вработените за дневно политички цели на штета на сите нас. Јас и мојот кабинет постапуваме стручно и транспарентно во секоја ситуација и остануваме на располагање за разјаснување на какви било недоразбирања и неправилности. Дополнително вели, доколку постојат сомнежи, тие треба да бидат расчистени од институциите. Како министер, без исклучок ја поддржувам работата на стручните служби на Министерството и се залагам ништо да не влијае врз нивната понатамошна работа за време на предизборниот процес. А доколку некој смета дека на било каков начин заверката на документи е неправилна, јавно ги повикувам институциите да проверат, докажат и соодветно да санкционираат. Покрај овие посериозни случаи, преку медиумите и на социјалните мрежи има повремени препукувања и меѓу министерот за труд и социјала од редовите на ВМРО ДПМНЕ Ѓоко Велковски и дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Јована Тренчевска. Но има уште 2,5 месеци до парламентарните избори.